Денешната епизода ќе ја започнеме од дованшна атмосфера, бидејќи претпоставувам дека сите веќе дома, декември го правите ова, а веднаш потоа ќе, бидејќи сум пред крај со нашата елка, а ќе излезам подоцна надвор и ќе ви ги пренесам сите информации, најнапред информацијата за вакцините, кои што се веќе на пат кон Малта. Претпоставувам веќе и на секаде низ Европа ќе биде слично. Значи одиме со денешната епизода. Бидете тука и ќе има интересни информации. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Денешната емисија, после излегувањето од домашната атмосфера, го оставив син ми нека ја довршува елката, затоа што финесите на крај треба детето само да се ги направи и да ужива до стартот на новата година. А стартот на новата година ќе биде интересен за сите овдека во Малта. Овдека сум неслучајно на ово место кое е старо, според некои археолошки испитувања преку 3000 години, а според некои достигнува староста на ово место и преку 10.000 години. Пред крајот на емисијата ќе ви обрнам внимание зошто сум тука и што е целта на ова за кое што пред малку зборев. А што е најинтересното што ќе следува со стартот на новата година? Вакцините. Знаете дека цела ова пандемија или пландемија, како сакате наречете, без разлика дали сте од едните или сте од другите кои што зборуваат за COVID-19, факт е дека тој постои и дека е тука меѓу нас. И факт е дека со последните информации веќе дознаваме и официјално, бидејќи малтешката влада тоа го објави деновиве, вакцините пристигнуваат во првата недела на јануари. 500.000 дози се веќе купени, што значи, бидејќи треба да има 2 дози примено секој на размак од 2 до 3 недели, тоа значи дека 250.000 луѓе популација ќе бидат вакцинирани овдека во Малта. Според онаа статистика и сите оние нови студии кои што излегуваат деновиве за еден остров како нашиот, значи тоа би било истекнување на групен имунитет веќе во наредниот период. И некаде до мај или јуни треба комплетно да биде искоренет
COVID-19 од островот. Барем такви се претпоставките. Но што и како ќе се случува, ќе видиме со тек на времето. Важно е дека од првата недела на јануари пристигнуваат вакцините. Сега друга тема е зошто, како, кој и така натаму. А во оваа епизода нешто подоцна ќе ви кажам и за она што е важно за сите македонци што живеат тука. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Диковски имавте можност да го видите муабетот, хип-хоп артист од Македонија, кој што работи и твори овдека во Малта на македонски јазик. Албумот веќе излезе, тоа вие што го слушавте разговорот, веќе може и на YouTube да го најдете и на Dropbox да го симнете неговиот најнов албум. Јас го преслушав, одличен, ми се допаѓа, интересна тема. А сега ќе го видите вториот дел кој што нема врска со музиката, е исклучиво за проект токму во почетокот на следната година. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Имаш идеи, имаш проекти, не завршаш на ова што го кажуваш дека работата ти е сега во моментов приоритет. Твоите планови и приоритети се и оние проекти кои што ми ги кажа пред разговорот, како всушност и почнавме и се договоривме за да разговараме. Имаш идеи да направиш камп, имаш идеи да направиш еден интернационално поврзување на Малта и другите земји во Европа. Стана збор поврзување спортско, фудбалско. Како дојде до сета таа идеја? Како едноставно и ќе го реализираш во понатамошниот дел? Замислата, ако можеш нешто да откриеш од тие проекции. Па добро, значи позади цел овој план не стоам само јас, стои цела организација. Не сум, да кажеме, единствен и не е првенство моја идејата како поединец. Јас сум само, да кажеме, реализатор, еден од реализаторите на она што треба да се спроведе, да се направи. Планот е да направиме фудбалски камп овде на Малта со конекција со Германија, преку Германија, кој што би бил еден начин на скаутирање на млади таленти од најрана, да кажеме, возраст, 7 годишна возраст до 18 години возраст, за нивно фудбалско напредување понатаму во Германија. Тоа е... Значи, од тука да ги носите младите таленти во Германија, кај што има поквалитетен фудбал далеку. Да, секако, така е, тоа е првенствената идеја. Како ќе се изреализира целата идеја и дали ќе биде успешна, тоа останува на нас да го, да кажам, да се фокусираме на проектот и да го направите сетингот. Да го направиме сетингот на целата организација. Играш фудбал овдека во Малта? Да, играм фудбал рекреативно, да кажеме аматерски, иако тоа дојува малце по професионален, да кажеме, ангажман, затоа што не тренираме, но играме минимум 3 пати неделно. Од мал фудбал до 7-на-7, до голем фудбал, така да се бавам со фудбал, бидејќи тоа е мојата пасија, да кажам. Колку македонци имаш во твојата околина што играат фудбал со тебе? Во клубот? Во клубот сме 3-4, сега за сега. Во минатото бевме и повеќе, во иднина може ќе видиме исто така повеќе ќе видиме. Во клубот сме премногу интернационалци, значи има од цел свет, бидејќи знаеме на Малта мал милион нации постојат, така да значи имаме од французи до шпанци до аргентинци, италијани, пољаци, за срби и македонци, а не правиме зборите. Да. Вашиот клуб е значи интернационален, како се вика? ЕСА Премиум. И кој ви е најголем конкурент овдека во вашата лига? Во нашата лига, па видете, имаме повеќе конкуренти. Со цел респект можам да кажам и Ортодокс Визардс, тука е и Дака, во која што... Ортодокс Визард, кажува се дали имаме ние некако поврзување македонско или српско, бидејќи Ортодокс Визард. Не, тоа е исклучиво екипа составена од срби кои што живеат и работат на Малта, да, исклучиво. Другите конкуренти? Другите конкуренти исто е и Дака, конкурент со која што имам конекции јас, исто така играм и за нив. Мал фудбал. Сериозна екипа, така да
конкуренцијата ја одржуваме на ниво. Има ли простор, има ли можност и идеја некогаш во Малта да се формира, како што те кажа, дека има исклучиво српски клуб, да има исклучиво македонски. Знаеме дека во Австралија имаше дури голем фудбал, во нивната лига македонски клуб. Дали тука постои, например, бидејќи факт е дека се побројна популација доаѓа од Македонија овдека, млади луѓе, фудбалери и па нека е макар аматерски, ама да биде исклучиво македонски. Има таква можност? Не дека има можност, дури има тука таков клуб кој што се вика Македонија, се надпреварува исто во нашите лиги. Сега кога спомнувам нашите лиги, тоа вклучува мал фудбал, значи 5 на 5, исто така и 7 на 7. Не станува збор за голем фудбал, за ова што каде што ги презентирам. Така да има, Македонија веќе постои. Имаше и обид да се направи, да кажеме, се македонски клуб, окей, но составен од стрикно македонци, некој вид на репрезентација. Да кажеме, од најквалитетниот избор кои се тие најквалитетни, треба некој да го воочи тоа, нели? Тоа не се изреализирано, сепак постои клуб со име Македонија. Знакот им е со 16-крагото сонце, така да постои. Значи не можност, него постои. Во некој од наредните епизоди сега ме испровоцира да го посетам и тоа и да го открием и тој момент. Добро, нема проблем, ако сакате ќе ви дадам и контакт од тие луѓе. Одлично. Прекрасно. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. 17, 18 и 19 декември, што значи четврток, петок и сабота, пристигнува она екипа од амбасадата во Рим, која во заедничка работа со Министерството на надворешни работи и Бирото за вадење на лични документи, пасоши во случајов, ќе бидат во Малта и ќе ја спроведат акцијата за сите оние кои што досега беа пријавени, а сакаат да ги обноват пасошите. Ние во изминатите 2 месеци, постојано, буквално секој ден на нашата страница, известувавме и информираме да се пријавите на оној мејл што беше покажуван и линкуван од нас до амбасадата во Рим, за да евентуално, ако имате потреба да бидат обновени патните документи или да вадите нов патен документ, евентуално за ваше новородено дете тука на островот или разни други аспекти на вадење или обновување на пасош, дека таа акција ќе се реализира во декември. Сега дојде време. Значи, ако во изминатите 6 месеци следни ви истекуваше пасошот, редно ќе беше да се пријавите, но тоа веќе е затворен случај и сега екипата доаѓа. Наскоро ќе не известат секој лично, посебно, во која саатница ќе треба да се појави на она адреса што ја објавивме пред 2 дена на нашите страници. Значи, уште еднаш да повториме и бидете во контакт, ќе го добиете точниот временски интервал кога ќе треба да го реализирате сето тоа за да ви се обнови пасошот, односно патниот документ кој што ќе го добиете тука во Малта. Entertainment. Vacancies. Week top stories. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Бидете секој ден на нашата Facebook страна од понеделник до четврток, 4 дена со 4 термини ќе бидат конечното решение. 4 конечни решенија во интервалот 4 недели ќе ве донесат до финалната дестинација, локацијата каде што ќе треба да го пронајдете пликото кое што ние ќе го скриеме на некое интересно, скришно место. 5, 4, 3,
2, 1. Start. Божикната потера е наред. Значи, ја стартувавме со првото прашање. Денеска ќе го видите второто прашање. Одговарајте ги, тој што ќе има најмногу одговорени точни одговори на нашата страница, каде што е линкот од секоја нова епизода, ќе го добие Божикниот подарок. Подарокот кој што ќе може да го изгустира во гурмет на најубав можен начин. Божикно, нормално, пред новогодишно. А нема да биде и на одмет ако сака да го реализира и пост новогодишно. Значи, ова ќе биде последната потера во ваквата констелација, а од следната година, кога ќе завршиме оваа потера, стартуваме со новата која што ќе биде исклучиво поврзана со фудбалот и патување до еден од надпреварите на нашата македонска репрезентација на Европското првенство. Токму така, ние ќе обезбедиме дел од тоа да стигнете до таму и да се чувствувате прекрасно на еден од надпреварите. Кој? Тоа ќе ви кажам во следното издание, кога ќе ја почнеме следногодишната потера. Сега, внимавајте на второто прашање, одговарајте точно и да ја завршиме Божикната потера што поскоро може. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Ова ќе биде последната наша најава за денешната епизода, а најава за следната што ќе биде епизода која што ќе биде фокусирана на тоа што го започнав денеска. Малта е најстариот и најмистериозниот остров на планетава. Токму така, може да би се знаеле, може би не сте знаеле, но Малта веќе има и археолошки докази дека ги има најстарите монолитни блокови, тие се 7 на број, еднаш зборував за тоа, значи најстарите на планетава. Се претпоставува, некој велат дека се стари по 4 до 5000 години, а сега што читав една нова студија дека се и преку 12.000 години стари токму тие камени блокови и храмови
кои што се многу постари, значи, од египетските пирамиди. А имале малтене истата функција и како Стоунхендж, како Кокино во Македонија и многу други објекти низ планетава. Но овдека на толку мал простор има многу такви храмови и посебно ова што го видовте пред малку, оваа бразда која што ги крши веќе долго години археолозите своите размислувања и теории од што настанале, како настанале, ги има на многу места на островот. Мистерија и чуда тука се вкрстуваат и е интересно, ако посебно живеете на островот, да ги истражите, да ги посетите овие работи, бидејќи има многу информации кои што ни модерната археологија не дава одговор, а се уште се размислува за многу теории кои што граничат дури и со постоењето на киклопите, дека живееле токму тука на овој остров, или на древните астронаути. За Одисеја веќе ви кажував во една од епизодите и бевме на лице место на Гозо, каде што нимфите го држале Одисеј на враќањето кон дома. Да, се претпоставува дека токму тука се случувало тоа. Зошто да не и киклопите како едни мистериозни чудовишта кои што живееле на овој остров. Кон ова ќе додадам и теоријата на 7000 черепи што се пронајдени овде на островот и кои што се со една чудна форма, многу различна за разлика од нашите. Но сето тоа ќе го оставам во следната епизода. Ќе појдеме и на лице место. Едноставно да ви отворам една можност, ако не сте знаели или ако не сте ги посетили овие места, да ги посетите. Бидете тука, уште малку, следува рубриката Out и In, што беше Out во изминатите 7 дена и што беше In на островот во изминатите 7 дена. Играјте потера, не заборавајте за датумите за пасошите, ако ги имате за обновување и сте на списокот, и очекувајте ја следната недела. До тогаш ви подготвувам многу интересни, мистериозни информации. Бидете ми во добро здравје и секој ден. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1.
Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.